Колега, ако ме цитирате, цитирајте ме до крај. Че вие цитиравте дел дека постојат и не кажавте. Ама никаде вакви. Че никаде вакво екстерно тестирање, земате примери други, меѓутоа вакво не кажавте. Тврдам дека е глупав проектов, спроведен тука, тврдам дека е извитоперен и тврдам дека е дефектен. И тоа го покажува годините. На крајот на краиштата изјавата на премиерот е во тој контекст. Зашо би се менувало ако е одлично? Вие земате примери, компаративни, со САД, со други држави. Ве прашувам вас, еве директно за Соединетите Американски држави. Дали е моделот таму таков? Ако е таков, кажете да, таков е, ние да се повлечиме одма. Значи не зборувам, видете. Значи ваков систем на екстерно тестирање, како што е во Република Македонија направен, не постои ниту еден, никаде. И тоа ви го тврдам. Јас само поставив легитимни прашања кои што ни еден пратеник на ВМРО ДПМН не сака да ги одговори. Очекува вие, меѓутоа и вие тоа не го направивте. Ако сте ме слушале целосно, а да ме вадите од контекст, мислам нема да го дозволам тоа, поготово во контрареплика. Благодарам. Господин Димовски Илија има реплика. Повелите. Благодарам, председателе. Господин Сугаревски, вашиот концепт е интелектуална антиреволуција. Зошто? Заради тоа што сите држави во соседството и во Европа се борат за зголемување на стандардите во образованието и за подобрување на квалитетот на образованието, за да бидат конкурентни учениците и студентите на глобалниот пазар. Вие се борите за уназадување. И сите реформи кои што ги имаше владата на Република Македонија, а одеа во насока на подобрување на стандардите, подобрување на квалитетот, измена на наставните програми, воведување на нови методи и воведување на начини, објективни начини на оценување, вие ги осудувате и сакате да ги елиминирате. Јасно е. Нашиот концепт е јасен. Ние сакаме да воведеме стандарди и свесни сме дека ова не чини политички поени. Свесни сме, многу сме свесни. Исто како што и јавноста е свесна дека вие ова што го правите од гол популизам. Од гол популизам. Ова е исто како да предложите закон да се укинат даноците во Република Македонија. Сите ќе сакаме да ве поддржиме. Но дали е тоа добро за државата? Дали тоа ќе значи дека ќе немаме армија, ќе немаме здравство, ќе немаме полиција, ќе немаме социјални служби? Да, ќе значи. Така и вие сега правите. Да нема екстерно, да нема реформи, да нема стандарди. Зошто? Заради тоа што не можете да приберете глас повеќе. Како не ви е срам? Како не ви е срам? Интелектуална антиреволуција. Студентите се започнат. И средношколците се започнат. Ние се обидуваме да ги слушаме сите нивни забелешки и на професорите. И многу од забелешките во тек на постапките ги вградуваме, ги менуваме законите и ги подобруваме и така ќе правиме. На вашето прашање, дали ќе менуваме, да ќе менуваме. Се додека има добри идеи. Но нема да се откажеме од идејата дека треба подобар стандард во нашето образование и дека треба да создадеме подобро образовани млади генерации. Студентите ги почитуваме, средношколците ги почитуваме. Но вие не терате да ги почитуваме невладините организации кои што добијат $400,000 за да организираат протести. Тоа нема да го почитуваме. Добијат $400,000 за да организираат протести, господине Сугаревски. Тоа е вашата политика. Затоа вие правите антиреволуција. Затоа вие, господине Сугаревски, правите антиреволуција. На крај, критикувате дека министрите не се присутни во салата. Господине Сугаревски, вие сте координатор на пратеничката група која што го предложи законот, пола од седницата вие не сте во салата. Ве молам, бидете достоинствени. Господин Сугаревски Горан има контрреплика. Повелете. Господине Димовски, ако ова наше во антиреволуција, ВМРО ова е културна револуција како Мао Цетунг. Класична. Значи класична ВМРО. За кој професор изборувате дека ги почитувате? За кој? Оние што ги фрлате уште малце од тераса? За тие што му барате по 20 луѓе да гласаат и некој ќе си одат дома? За тие професори ми не ми изборувате? Срамота. Срамота е да зборувате дека вие сте загрижени многу. Зборувате вие за пари, зборувате за Сорос, за истиот човек што следеше некој со Груевски. За Сорос ми кажувате. Срамота. Срамота е тоа. Ајте, нашето било антиреволуција. Дај. Значи, вие сами признавте, вашиот лидер призна дека е ова тотално промашен концепт. Глупав концепт, затоа изјавата ја дава од типот дека вие се нови промени ќе правите во ова. Само чекате оваа дебата да помини
низ рекламни спотови и медиуми да кажете колку е важно екстерното и на крајот ќе дојде измена во закон. Ви се кладам јас себе од сега дека овде ќе дојде нов закон. Ќе дојде, да. Само вие замислите, затоа велам ја, вие од ВМРО мислите дека ова е приватна фирма. Не. Тука се лажете многу.